Грипот и загадениот воздух им ги стави маските на повозрасните лица. Иако тоа не е препорака која е впишана како задолжителна, сепак за поголема безбедност некои од граѓаните започнаа да ги користат. Вела дека во последно време тие започнаа да ги користат и на тој начин тие сметаат дека ќе го спречат вдишувањето на нечистиот воздух или пак заразувањето од било каков грип. А вака што носите маска? За сека сигурност. Воздухот е нешто? Моли? Поради воздухот ли? Да, и грипо. А по-безбедно да се осеќате со... Да, безбедно, да, точно е. А кога си носите вака маска? Стално. Постојано. Од страна на мерната станица за квалитетот на воздухот во Штип вела дека во последните 8 дена се надминати вредностите од 50 микрограми на метар кубен, вклучително од 16 јануари па се досега одскокнува нормалната граница за квалитетот на воздухот. Во Штип 8 денови поред се надминати вредностите од 50 микрограми на метар кубен, вклучително од 16 јануари годинава, воздухот одскокнува од нормалната граница, па според тоа на 16 јануари загаденоста била за 53 микрограми. Нешто повеќе и тоа за 46% е зголемено загадувањето утредента на 17 јануари, каде истата достигнува 99 микрограми, па така и во останатите денови. Подобра е ситуацијата во моментот, концентрацијата изнесува 43 микрограми и со оглед фактот на маглата, сувото времено и грејната сезона, тоа е мало подобрување, велат од мерната станица за квалитетот на воздухот. Во согласно со ситуацијата, квалитетот на воздухот денес достигна 103 ниво штетно за здравјето, па затоа лицата од чувствителните групи може веднаш да ги осетат ефектите врз здравјето. Здравите лица може да имат тешкоти при дишењето или иритација на грлото со продолжено изложување. Се препорачува ограничена активност во природата.